Денес на глобално ниво најголемиот предизвик се дефинитивно климатските промени. Една работа, најмногу е изразена сушата, недостигот од вода и тоа во иднина ќе биде најголем проблем. И второ е недостигот од биодиверзитет. Заради тоа што онаму каде што земјоделството беше интензивно, како во развиените земји, се одгледуваа неколку сорти или хибриди и практично се изгуби биодиверзитетот. Разновидноста на различни форми, што во позадина значи разновидност на различни гени. Селекционерите започнаа да работат уште многу одамна на нивно подобрување на културите. Започнаа прво со некои својства кои повеќе се однесуваа за да имаат корист фармерите. Значи толерантност на хербициди, отпорност на инсекти, за фармерите помалку да прскаат и да имаат заштеда во вложувањето во земјоделството, затоа што нормално за да развиете просечно е пресметано да се развие една генетски модифицирана култура се потребни многу години и околу 130 милиони долари во истражувања и развој со се процесот на признавање. Значи некогаш и по 20 и по 30 години тече тој процес. Значи они мораа да имаат негде кај да го продадат тоа и започнаа со тие својства. Поради отпорот на јавноста, што почна нагло да се зголемува по нивното изнесување на пазарот, компаниите започнаа да создаваат сорти кои што имаат подобрен квалитет или некои други особини што придонесуваат за зачувување на животната средина. И таму, зависно од тоа каков метод е користен за да се направи тој генетски инженеринг, да се промени ДНК и својството, која култура, генот од каде е земен, дали се користел туѓ ген од туѓ организам, да речеме, од бактерија, од квасец, од друго растение, или собствениот ген на таа култура е всушност изолиран, променет и пак вратен, но како и да тие методи нудат огромна предност во иднина, доколку нормално се прифатат нели секаде, за да се решаваат клучни проблеми од аспект на квалитетот на нашата исхрана и загадувањето во животната средина. Знаете како, пред да се пуштат на пазарот во 1996 година, најмалку 10 години предходно веќе се вршеа опити, полски опити, експериментални со такви култури. Најголемиот дел од опитите беа во Европа. Во Европа во секоја лабораторија имаше опрема за создавање на генетски модифицирани организми. Меѓутоа, тука нагло напреднаа други земји, особено Америка и Канада. Европа се најде малку загрозена, тука дојдоа некои други индустрии, значи индустријата за пестициди, например, бидејќи сега културите беа отпорни на инсекти, не мора више да се прска со инсектицид, се најдоа тие загрозени и започна една кампања против ГМО. И тоа е исто како со вакцините сега, нели? Одете па после докажете му на народот дали е тоа добро или не е добро, бидејќи на социјалните мрежи пишува се и е многу тешко сега да се врати процесот назад. За златниот орис, кој што е збогатен со бета-каротен, прекурсор на витамин А, 157 нобеловци подпишаа изјава дека е тоа корисна култура, корисен производ и дека треба да се произведува. Но разни издруженија во кои предводи Greenpeace, нели, и понатаму ја водат таа кампања против ГМО. Едната работа заради која што луѓето имаат начално против е незнаењето. Значи, кај нас ке се појави афера од време на време, како пред неколку години, дека има ГМО ориз, кога не има таков ориз создадено воопшто, само неколку култури во светот се генетски модифицирани. Значи, не знам, нема лубеница. Не можете да кажете дека дошла на пазарот ГМО лубеница. Значи, прво незнаењето. Второ, секој производ е уникатен, според тоа како е добиен, што е сменето, од кај е земен генот. Пак ќе кажам, може би има некои што се
во наводници ќе ставам поопасни, бидејќи до сега се што е произведено се користи веќе многу години и постои научен консензус дека штетни ефекти не се утврдени. Тие поминуваат низ толку строг процес на признавање, каде што се оценуваат многу елементи по однос на безбедноста на здравјето на човекот. Што воопшто не се прави со другите култури. Што не значи дека таму нема исто такви елементи. И тие големи компании, значи, еден од митовите беше дека се е тоа дело на Монсанто, најголемата компанија која меѓу првите почна со производство, која што сега е купена од Bayer, германска компанија, да се разбереме. Ако е тоа толку штетно, сигурно германците не би купиле и не би продолжиле со развој на такви производи, нели? Значи, повеќе фактори има вклучени, не е толку едноставно, околу отпорот, меѓутоа, кај нас, за жал, многу малку за тоа се дискутира, многу малку има информации, за да може секој човек сам да си реши